Добар ден, неделно издание на вестите на Канал Плюс. Еве дел од содржините. Општинските комитети на владеачката партија од Источниот регион ги повикуваат сите граѓани да се приклучат на големиот народен собир за стабилна и силна Македонија. Цените на овошјето и зеленчукот во повеќето градови на истокот се различни. Штип како центар на истокот е со најниски цени. Единственото средно училиште во Виница со пофалба до учениците за високо постигнатите резултати во текот на изминатата година. Утре во Скопје ќе се одржи голем народен собир предводен од владеачката партија ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН ги повикува сите граѓани и подржувачи да ја дадат поддршката со мирен и ненасилен собир, односно поддршка за државата во овие тешки моменти и за сите кои се борат за Македонија. Апел за овој мирен народен собир имаше во повеќето градови од Источниот регион. Почитувани сограѓани, веќе неколку месеци Република Македонија стана заложник на уцените на Зоран Заев и неговите соработници од СДСМ, чија основна цел е со недемократски средства, спротивно на резултатите од изборите, да ја приграби власта. ВМРО-ДПМН, како и секогаш, до сега ќе се бори за стабилна и економски просперитетна држава. Македонија во понеделник ќе покаже дека нема да дозволи заради личен или партиски интерес државата да биде втурната во неизвестност. Во Штип, граѓаните во 9 последователни изборни демократски процеси довербата ја даваат на ВМРО-ДПМН. И затоа опозицијата треба да ја е јасно дека власта единствено се добива на избори. Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН ги повикува граѓаните на општина Штип да се приклучат на големиот собир кој ќе се одржи во понеделник во 20 часот пред владата на Република Македонија. Овој собир ќе биде моќен народен одговор на сите сценарија за дестабилизација на државата и истовремено повик за стабилна и силна Македонија. Ве покануваме во понеделник во 17 часот пред Основниот суд во Кочани, да се упатиме сите заедно на митинг и да им покажеме и на СДСМ и на другите нивни приврзаници дека продолжуваме со борба против оваа деструктивна политика која што ја водат и дека продолжуваме со одбрана на нашиот глас, се со цел да Македонија остане силна, цела, обединета и онаква како што ја заслужува народот. И повикувам сите граѓани на општина Делчево и Република Македонија да се приклучат на големиот општонароден собир кој ќе се одржи во понеделник во 20 часот во Скопје. Во време кога стабилноста на Македонија е под закани и уцени на личниот и теснопартиски интерес на група поединци, овој собир ќе биде јасен одговор на македонскиот народ дека Македонија не прифаќа да биде заложник на ваквите сценарија. Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Виница ги повикува сите граѓани да се придржат на големиот собир кој ќе се одржи во понеделник во 20 часот во Скопје. Овој собир ќе биде народен одговор на сите сценарија за дестабилизација на Република Македонија. За таа цел, Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН организира превоз од автобуската станица во 16 часот. Лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски вчера даде осврт за содржините на снимените и креирани разговори од страна на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Премиерот и лидер на владеачката партија ВМРО-ДПМН Никола Груевски во отворено интервју за телевизијата Канал 5 даде осврт за снимените и креирани разговори. Премиерот Груевски изјави дека е задоволен што мнозинството од народот знае да препознае и не потклекна пред манипулациите и интригите на некој што сака да оствари само сопствени цели. А во однос на оставките, премиерот изјави дека Заев и покрај се нема храброст да си поднесе оставка. Но нема храброст да си поднесе оставка, затоа што знае дека е виновен. Кај нас тројца поднесе оставки затоа што знаат дека не се виновни. Затоа што сакаат да остават простор
да се разреши политичката криза и без нивно присуство и влијание да се направи истрага, без тие да може да влијаат на таа истрага. Тие се невини луѓе, но одлучија да повлечат чекор во интерес на државата. Воедно премиерот се заблагодари на Заев, што со денешните сечени и креирани разговори не успеал да избегне две вистини. Првата вистина е дека од разговорите, колку и да се обидувал да ги едитира, да ги монтира, јасно се гледа од разговорот што Јолевски разговор меѓу Јолевски и Антони Милошевски, дека стрикно барал идентитетот да ни биде потврден, гарантиран, не било како, не со одлука на грчкиот парламент или не, него со резолуција на Обединетите нации. И многу сум му благодарен на Заев за тоа. Второ, најмалку 5-6 пати и покрај сите негови обеди се спровнува, се гледа, се слуша, дека на памет не ни паѓа било што да направиме без организирање на референдум на кој што народот ќе го има последниот збор. Трета работа. Ние сме задолжени да бараме решение за тој проблем. Јас никогаш тоа не сум го криел. Јас во сите мои настапи сум кажувал: бараме решение, се трудиме, имаме разговори. Јас 10 пати се сретнав со Папа Андреју. Сакаме да најдеме решение, но тоа решение мора на крајот да го одобри народот. Наша работа е да бараме решение и да разговараме. Она што тој денеска го искреирал се некои извадоци, делови, монтирани и така натаму од наши меѓусебни разговори во кои што имаме размена на мислење во фаза на градење на некоја позиција, која што се уште не е изградена. Или како што популарно се нарекува брейнсторминг. И од тоа не успеал да направи случај, затоа што јасно се слуша дека и за тие работи нема кај нас спремност. Инаку, морам да ви кажам за јавноста да знае. Според премиерот Груевски, решение мора да се најде и тоа да биде одраз на волјата на граѓаните на последните избори. Единственото средно училиште во Виница пред организирањето на матурските вечери јавно ги пофали високо постигнатите резултати на учениците од учебната 2014-2015 година. Непосредно пред организирањето на матурските вечери и екстерните тестирања, единственото средно училиште во Виница јавно ги пофали учениците кои постигнале високи резултати во учебната година која завршува. Највисоки успеси постигнавме на државниот надпревар по биологија, каде освоивме 2 први и 1 второ место, но и истражувачките проекти се исто така за пофалба. На 51-иот државен надпревар на млади истражувачи на Република Македонија, организиран од страна на Народна техника на Република Македонија, освоивме 1 второ и 2 трети места. Го освоив првото место на државниот надпревар по биологија на ниво втора година средно образование. На државниот надпревар по биологија во категоријата 4-та година го освоив првото место под менторство на професорката Елида Ангелова. Веќе 4-та година поред Средното општинско училиште Ванчо Прке зема учество и на меѓународна конференција за млади истражувачи во Измир, Турција, на која учествуваат 12 ученика со 5 проекти во 3 различни области. 2 проекти од нашето училиште беа наградени со специјални награди, и тоа од областа на хемијата, ученичката Сара Трајкова и Валерија Манасиева, со проектот изолација на алум од Стари Лименки, беше наградена со специјална награда под менторство на професорката Сузана Трајкова, а исто така и ученичката Ема Николова, заедно со ученичките Мартина Здравкова и Моника Митева, беа наградени со специјална награда од областа на биологијата со тема ХПВ под менторство на професорката Елида Ангелова. Меѓутоа, она пошто Виничката гимназија е препознатлива, е коадутот со зеленото знаме и е меѓу 5 училишта во Македонија, кој по втор пат годинава се стекна со овој престижен статус. Во пресред на предстојната уписна политика, училиштето е отворено за новите полуматуранти или 9 одделенци, а од оваа учебна година покрај гимназиско образование, текстилна и машинска струка, се воведува и нова паралелка техничар за патен сообраќај. Останува неполн месец до годинешново јубилејно издание на музичкиот фестивал Макфест. Познати се песните, изведувачите и редоследот кој кога ќе настапува. И покрај новитетите кои со секоја измината година се воведуваат, повозрастните штипјани очекуваат 3 дена колку што ќе трае фестивалот да бидат во некогашниот сјај.
Завршија потребните подготовки околу музичката организација на 30-тото јубилејно издание на Макфест. Музичките numери се познати, редоследот како ќе се изведуваат исто така. Ревискиот оркестар е подготвен, а веќе се осмислува сценографијата. Организаторите очекуваат се да помине во најдобар ред. Треба се каже дека останатите работи кои што луѓето не ги гледаат, течат во најдобар ред. Завршени се сите тендери, подготовките околу озвучувањето, осветлувањето, сценографијата и останатите работи се за сега во најдобар ред. Се надевам дека до трети практично Макфест ќе биде топ подготвен и ќе имаме уште еден добар фестивал. Панајотов е еден од организаторите на Макфест буквално од самиот почеток. За разликите, односно како било некогаш и како е во последниве години, расчепка по спомените и констатираше дека во изминативе 30 години имало повеќе промени во концепцијата. Макфест во основа изминатите 30 години ја менува и својата концепција. Ако погледнеме првите години, беше фестивал кој што обединуваше се што беше најквалитетно, највредно од музичката продукција, од аранжери, бидејќи Макфест во основа е фестивал на автори, на создавачи на песни. Ги имавме речиси сите, без исклучок, сите актуелни познати имиња од поранешната СФРЈ. Имаше еден обид, неколку години беше фестивалот интернационален, меѓународен, со меѓународна вечер, кога имавме навистина интересни имиња кои што доаѓаа од светот на музиката, не само од Европа, тргнувајќи од Пиеро Кото, Беатриче Дали и останатите. Како и да е, последните години се повеќе задржуваме на оние сили кои што значат нешто на просторот на Македонија. Штипјани со поделено мислење околу тоа како било некогаш и како е сега. Некои од нив и со идеи што треба да се направи да се врати времето на кое тие се сеќаваат. Фестивалот мора да биде со квалитетни пејачи, сериозни пејачи, квалитетни, добра организација, пропаганда најнормално, да тоа повторно граѓаните на Штип живеат со фестивалот. Подобро, мислам дека е подобро сега отколку порано. Затоа што сега општината го презема да биде. Има многу доста хитови од Макфест. Ке ми кажете ли еден хит што во моментот ќе се сетите? Кога те нема, Хелена Благне, не можам да ја заборавам. Мој бисер од Макфест е бисеро, моме бисеро. Ние во тоа време живееме, тоа беше празник, тоа беше народ. Па отидеме на отварање, свече отварање, па се дига знаме. А некако сега треба тоа да се обнове, да му се даде малку едно друго обележен Макфест. Остануваме во исчекување да видиме што ќе се случува оваа година на јубилејното 30-то издание на Макфест. Ќе има ли поголеми изненадувања за верната публика? Она што со сигурност го потврди Кирил Панајотов е дека легендарната Вера Јанковиќ нема да е водител на фестивалот. За тоа кој ќе биде нејзиниот наследник, преговорите се во тек. Цените на овошјето и зеленчукот во повеќето градови на истокот се различни. Штип како центар на истокот е со најниски цени. Зошто ова е вака дознаваме од прилогот на колешката Марија Спасова. По оваа информација следуваат вестите од светот и спортот. Секојдневно цените на овошјето и зеленчукот на зелените пазари постојано варираат. Со тоа и трговците тешко се снаоѓаат во ваквите ситуации. Сепак сезоната си го прави своето. Цените на овошјето растат, а на зеленчукот опаѓаат. За овошјето јаболка имаш од 20 до 100. До 100 динари, ама таа 100 динари таа е увозна, таа е у владелник држава. Друго, бананата исто паѓа и она, портокало се качува, не да паѓа, и така да лимоно се качува. Лимоно достигна цена до 80, може и да оде до 100, више, моментално е 80, ќе оде и нагоре. Компиро е таа цена, моментално не е ни паѓал, не се качувал. 20 ностоп сезонска е таа цена, на него е 20 ностоп, зеленчуко паѓа више тоа. И имаме краставица од 20 па до 50. Се зависи од квалитетот. Патлиџан, имаме од 50 па до 100. Се од зависи од квалитет. Имаме розов патлиџан, имаме патлиџан што е за разлика од оранжерите е малку поквалитетен. Друго, тиквичката е падната, лютата е падната, благата е падната, така да одат надолу цените. Сепак во повеќето градови на истокот цените се различни. Во Кочани, за разлика од Штип, цените се со 20 до 30 динари поскапи. Во Виница со 20, во Делчево и Берово за 15. Останува дека Штип како центар на истокот е со најниски цени. Зошто ова е вака? Трговијата е опасна и тоа што секој се конкурира сам со себе. Со помал град секој ќе поскап.
со помалку жители. Секој градот поскап. Со повеќе жители градот е поевтин. Има поголема конкуренција. Само од почетокот на годината досега овошјето и зеленчукот поскапеле во просек за 10 до 20 денари, односно порастот во просек достигнува и до 5% на месечно ниво. До летото се најавуваат и можни дополнителни поскапувања, што значи дека во сите овие градови цените ќе се разликуваат од 20 до 50 денари. Пазарџиите со став дека нивната цена зависи од набавната цена, побарувачката, како и трошоците што треба да ги покријат. Според податоците на Државниот завод за статистика, најголем пораст на цените на земјоделските производи на зелените пазари во април 2015 во споредба со истиот месец од 2014 година е регистриран кај гравот, компирите и морковите. Причините се јасни поради поплавите. Земјоделските култури изгубија на квалитет и тешко ќе биде да се набават производи од овој регион. Најмалку 3 лица загинати, а 18 беа повредени кога бомбаш самоубиец удри со својот автомобил полн со експлозив во конвој на странски војници во близина на меѓународниот аеродром во Кабул. Руската ракета која го носеше мексиканскиот сателит се урна во Сибир брзо по полетувањето. Постои загриженост за тони токсичен отпад кој може би експлодирал кога се урнала ракетата. Египетскиот суд пресуди смртна казна за поранешниот председател на земјата Мохамед Мурсија и уште 34 члена на движењето браќа муслимани. Дело со обвинение за бегство од затвор. Со 3 погодоци и 1 автогол, сините повторно незапирливи. Фудбалскиот клуб Брегалница вчера убедливо и без мака ја совлада екипата на Тетекс во Скопје. Брегалница продолжува со фантастичната игра и добар резултат. Бошко Ступич го отвори резултатот во 58-та минута, потоа Стојковски си постигна автогол, а до крајот на средбата погодоци постигнаа и Ангел Нацев и Христов. Најтрофејниот македонски фудбалски клуб Вардар впише уште една шампионска звездичка за своето име, откако со вчерашниот триумф на Дренова со 3:1 на арената Филип II во Скопје, на едно коло до крајот на плейофот има недостижни 3 бода предност пред второпласираниот Работнички. Во плейоф над преварите Работнички Шкендија со резултатот 2:1 и плейаут Пелистер Хоризонт Турново со 0:2. Ви благодарам за вниманието. За повеќе информации посетете го нашиот веб-сайт kanalplus.mk. Пријатен ден!